Рудниците на неметали во Прилепско, бенефит за државата и општината или само енормно богатење на сопствениците и уништување на животната средина? Прилеп е општина во Македонија со најголем број на концесии за рудници, дури 32. Според изјавите на експертите, годишно од Прилепско се извезуваат и над 70 милиони евра суровини, па може би и повеќе, а приходот за општината од сето тоа е само околу 200 до максимум 300.000 евра. Една капка во целото море. Геолозите бараат итна промена на законот за минерални суровини. Општината, генерално кажано, кратко, нема бенефит, никако. Законот е стар, лошо поставен, треба ревизија сиот закон за минерални суровини. Груби бројки, одавде од Прилеп се извезуваат минерални суровини некаде околу 50-60 милиони евра годишно. Во локална самоуправа мислам дека под 1% од тоа, може да добива некој. Тие се минимални бројки. Ние не треба да дозволиме да бидеме аргати на сопствените ниви. Треба да се направи некоја стратегија за работа, во кој што ова експлоатација што се случи во Прилеп, да дојде добар дел од средствата да влезат во општина Прилеп. Ги имаме и тој план, бидејќи досега функционираше на километар квадратен. Се плаќаше некој концесиски надомест и по тарифник. Ние имаме еден план, мислам, даден е тој план, дека е најдобро да се плаќа по откоп. Постојат фирми кои што имаат огромни откопи, а плаќаат исто како и оние што немаат откопи. Со тоа би се зголемиле приливот на средства, посебно во општина Прилеп. Разговараме со релевантни институции, чекаме да се формираат, бидејќи еве имаме надеж дека слушнаме дека ќе се формира и Министерство за минерални суровини и ќе ги поднесеме во сите релевантни институции. На ова се согласни поранешните градоначалници кои што велат дека барале од централната власт да го реши овој проблем, но државата со години од неразбирливи причини е глува за ова и скоро никој не го контролира целиот процес. За жал, Прилеп како град и ние како општество добиваме многу малку. Зошто добиваме? Затоа што таков е законот. За жал, само еден мал дел останува за општината. Јас ќе ви кажам, додека јас бев градоначалник, веројатно отприлика толку и сега, околу 20 милиони денари е добивката на Прилеп од сите концесионери. Јас само ќе напоменам луѓето кои што се занимаваат со оваа проблематика и со оваа струка, знаат што значи блокови и што значи томболони. Представувањето и царинењето и извозот е неспорадливо различен од она што се прикажува. На хартија е сето во ред, ама во практика не е така. И продавањето на тој материјал, да речеме белиот мермер од Прилеп што се вади, не соодветствува со прикажаната сума на продажба и она што е прикажана за царинење или за пресметување на данок. Дека се прави злоупотреби? Сметам дека неправедно се прави тоа, не можам така да го наречам, ама ако се добро тоа контролира, јас барав додека бев градоначалник, сето тоа да можеме да го контролираме како општина, не само Прилеп, за сите концесионери и секаде. Тоа законски не може да се реши, ми рекоја, а мислам дека можно е да се реши. Не може само Министерството за економија да ги има сите тие бенефиции и привилегии, а знаеме дека тоа е надвор од Прилеп, надвор е од Штип, надвор е од Каменица и не знам каде таму, така да мора локалната самоуправа да има некаква контрола на се тоа. Во дел од рудниците се вршила некоректна експлоатација, односно за да побрзо се дојде до најдобриот материјал, се вршеле темелни минирања при што се уништувал голем дел од минералната суровина, која што не е со најдобар квалитет, но сепак може да се продаде по пониска цена и за која што може исто така да се наплатат даноци. Неконтролирано се врши експлоатацијата на минералните суровини во Македонија, поготово кај нас, бидејќи станува збор за извонредно барана минерална суровина, што ретко го има во светот. Би рекол, неплански вршат експлоатација или како му дозволуваат временските прилики, толкава количина експлоатираат од минералната суровина, употребувајќи механизација габаритна, не покриена со проектот, ако има проект таков,
или ако врши контрола некој на тој проект. Од друга страна, тука е и загадувањето на животната средина, кој исто така не се контролира. Според законот, секој рудник треба да прави рекултивација на јаловината, но за жал тоа не се прави. Денес цели планини од јаловина се наоѓаат покрај рудниците, представувајќи опасност за околината. Дали водат сметка за животната средина? Дали прават планови како ќе изгледа тој рудник? Генерално, после завршување на работите, дали вода сметка за водите? Ако се води сметка, како што е пропишано во Законот за минерални суровини, општина Прилеп треба да има само бенефит од отворањето на рудници. Дали во овој момент се прави рекултивација на оние рудници кои што се искупуваат? Нажалост, можете да видите сами, не се прави никаде рекултивација. Иако со закон е регулирано како треба да изгледа, се права различни планови, али во реалноста ситуацијата е рекултивација нема. Бидејќи постои опасност сопствениците кога ќе се заминат, да ги фатат тие јаловишта таму што ги гледате, да бидат подложни на слечишта, да бидат генератори на прашина, а исто така постои опасност и да вршат негативно влијание врз водите тука. Значи, кога не се превземе нешто, че имаме една темпирана бомба тука еколошка, со која што со генерации ќе не може да се опоравиме. Количината на јаловина што се добива при таа експлоатација е многу голема и се јавуваат потешкоти во складирање, односно депонирање на јаловината. И знаеме дека од таквите рудници тие многу малку се занимаваат, се бават со добивање или продажба на тампон материјал за изградба на патишта или за онаму каде што има потреба тој дробен камен. Само се депонира и се преместува од едно место на друго. Инаку според проектите рударски, значи јаловината треба да биде сместена на едно место, значи да ја собери целокупната јаловина на едно место, додека трае експлоатацијата на каменот, за после да се врши полесно рекултивирање ако тоа некогаш се случи. Тука е и тоа што стотици камиони дневно натоварени со мермерни блокови поминуваат низ центарот на Прилеп, загадувајќи и уништувајќи патната инфраструктура, а со години никој не сака да направи обиколница околу Прилеп наменета за нив. Да идат тука, да се направи терминал, да се направи тука бензинска помпа, да се направи хотел и да заживее тој дел на сообраќајот да се оддалечи од градот Прилеп. Зошто не се направи тоа? Јас ви кажав дека требаше да се направи клучка на тој дел. Интенцијата моја лична беше и заложбата моја и толку беа моите ингеренции. Направив 2-3 барања писмени до тоа е централната власт е одговорна за тоа. Пред се владата, Министерството за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта. Однесов барање и писмено и устно во неколку наврати барав да се направи проект за тој дел. 3 години со ред не ми изјавува преслед, од кои причини стварно не знам. Најнов проблем е и новиот ископ за тампон кој што конзорциумот Бехтел и Енка го отвори на само неколку стотини метри од селото Ревоец. Од минирањето веќе се оштетија куќите, а постои опасност и за уништување на 4 единствени сопствени извори за вода кои што ги има Прилеп. Граѓаните протестираат повеќе од 2 недели, но државата повторно не презема ништо. И јас можам со жалење да кажам дека отворањето на овој рудник овде фрла една негативна перцепција на сето рударство генерално во Македонија. Значи, ова е локација каде што не може да се отвори рудник. Овде е прескокната сета процедура и не знам како е дојдено да се отвори рудник, кој дозволи до елитна прилепска населба и до извори на вода многу значајни не само за село Ревоец, туку и за цел Прилеп. Ви уверувам, јас одговорно тврдам како геолог дека овде не сме да има рудник. Сите знаеме дека грото вода, поголемото количество за потребите на Прилеп ги носиме од Горно Добрановец, Кичевско. Тоа, по моји информации, е цевковот долг околу 70 и кусур, точно не знам километри. Единствена вода што ја имаме, за која не зависиме од никого, своја во Прилеп, е во ова пазува на Бабуна планина, односно селото Плетвар, Оревоец и Крстец. Врвот Чаве, врвот Баба. Тука е сета вода.
И тоа е горливо прашање како да минираш. Ние веќе доживеавме 2 минирања до сега од Бехтел и Енка, со кое второто беше дали 2 или 3, точно не сум сигурен, али последното беше сериозно, пошто сите куќи во село Оревоец нарочно се испукани. Имаме испукани и лустери и така натаму. Карактеристично за село Оревоец, морам да напомнам, е тоа што тука ако би имало испитувања, никој нормален не би минирал, затоа што село Оревоец се наоѓа врз пештерни шуплини. И затоа е многу трусно тоа подрачје. Тоа мора да го имаме во предвид, но во предвид би го имале доколку се би одело легално со истражување. Друг аспект на проблемот со рудниците е и тоа што во Прилепскиот регион го има корундот, еден од најпознатите рубини во светот, а исто така во рудниците за минерали може да се најдат и сафири и смарагди, но за жал продажбата на овие скапоцени камења кај нас воопшто не е регулирана со закон. Според геолозите, Македонија од ова не гледа никаков бенефит, затоа што целото наше богатство се изнесува по тајни канали на црниот пазар. Ние предлагаме два начини. Едниот начин е многу едноставен, многу брз, со додавање само на еден член во Законот за минерални суровини, и тие концесии што се за драги камења се дават на концесионери, кои што едно ќе ги штитат, друго ќе го промовираат нашиот камен и во голема мера така ќе заштитат. Сепак има и едно друго решение. Ние нудиме малце покомплицирано и затоа ни е потребна поддршка од локална самоуправа. Ние предлагаме да се отвори еден музеј во Прилеп на минерали. Музејот да биде атрактивен, потеркна на сите европски музеи, каде што ќе можеме ние да изложиме нашите минерали, и Прилеп да го направиме еден центар на европски центар за минерали, бидејќи Прилеп тоа го заслужува. Колку годишно во килограми или тони на вакви драги или полудраги камења се изнесуваат од Македонија и на каков начин, дали се знае? Количините се големи. Порано беа доста поголеми, сега веќе рубино нажалост почне да се српува. Значи се што се вади квалитетно, буквално од Прилеп излегува. По кој пазар, како излегува надвор, ние можеме да го видиме по музеите, низ Европа, низ светот и по атрактивни цени. Од општина Прилеп велат дека со формирање на новата влада и новите институции ќе се бара на дневен ред да се постават сите овие отворени прашања кои што се однесуваат на заштита на животната средина во општината и рударскиот сектор во Прилеп.